Добро утро. Во ова топло летно јулско утро некако убаво ни доаѓа што сме на падините на водно и малку се разладуваме од ова летно ветренце. Верувам дека и многу други наши сограѓани го делат моето размислување, па во летните посебно вечерни часови водно е приполно од посетители. Тоа не би било проблем доколку тие се однесуваат согласно препораките, односно не оставаат задни под пушоци кои што би можеле да предизвикаат пожари. Токму на оваа тема, на тоа дали се почитуваат препораките на Центарот за управување со кризи и дали Центарот за управување со кризи располага, односно ги координира целокупната опрема за спасување од пожари. Разговараме денеска со директорот Стојан Чангелов. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Како што кажав, тема на нашиот денешен разговор е опасноста од пожари. Пожарите се невообичаена појава. Изминатите години навистина имавме многу пожари кои што донесоа голема штета, како финансиска, така и штета која што не може да се надомести. Има ли некаков начин да се заштитиме од пожарите? За почеток само би додал дека не само Центарот за управување со кризи, туку и многу други институции, меѓу кои што и МВР, Дирекцијата за заштита и спасување, национални шуми, апелираат, повикуваат и прават кампања за граѓаните да бидат внимателни кога се движат во шума, а понекогаш имаме целосна или делумна забрана за движење во шуми, бидејќи присуството на луѓе во шума е потенцијална опасност за предизвикување на пожар. Многу често тоа се случува наивно, бидејќи луѓето фрлаат од пушоци од цигари убедени дека тие се изгаснати, фрлаат стаклен отпад како стаклени шишиња кои што, иако ретко може да предизвикат пожар, да не зборувам за палењето на огнови. Популарно кај нас знаете дека има традиција понекој пат во природа да се пали скара. Во овие летни месеци, кога природата е сува, кога вегетацијата е исушена, имаме сува трева за која што е доволна само една искра истата да се запали, потоа да се распнати, а пожарот со голема брзина да се прошири. Пожарите ги немаме само последните години. Ние ги имаме континуирано, наназад со децени, од секогаш, но модерниот начин на живење го зголемува и присуството на човекот во природата, но и ризикот од појава на пожари. Дел од пожарите би сакал да нагласам дека се и намерно запалени од практични причини, одредени луѓе ги палат за потоа изгорените дрвја да ги продават, односно да ги откупат и продават по пониска цена, од тоа да заработат. Некои палат за да имат поголеми пасишта и други пиромани кои што од патолошки причини сака да гледат како гори природата, но во секој случај човекот е главниот причинител на пожари и затоа апелирам до сите граѓани да бидат исклучително внимателни кога престојат во природа и доколку забележат пожар, чад во природа, истиот веднаш да го пријават на бројот 193 на противпожарните служби или на бројот 195 кој што е број на Центарот за управување со кризи. Така би ве прашала и околу тоа колку е спремна државата, односно службите, да излезат во пресред, односно да постапат доколку се случи пожар. Дали се спремни авионите за кои што и вчера на пресконференција зборувавте? Државата, тоа сме сите ние, тоа сте вие, тоа сум јас. Кога зборуваме за гаснење на пожари, мислиме на секој еден граѓанин. Секој еден граѓанин кога во природа ќе забележи појава на пожар, можеби од невнимание и самиот ќе го предизвика, е должен без прито да се изложува на опасност по неговиот живот, да се обиде да го изгасне тој пожар. Гаснењето на пожар не смее да се сведе на употреба на авиони и хеликоптери. Тие се крајно средство кои што се користат во крајен случај и имат одредени лимитирани способности, затоа што хеликоптерите за кои што целата јавност зборува и целата јавност се надева на нив, имат одредени лимитирачки својства. Како за почеток ние имаме само неколку хеликоптери кои што имат опрема за гаснење на пожари. Тие хеликоптери се наоѓаат во армијата, а верувам дека на сите граѓани е јасно дека намената на армијата е сосем поинаква. Армијата не е создадена да гасни пожари и затоа армијата се користи како последен бедем на одбрана и хеликоптерите треба да бидат последното средство кога се исцрпени сите останати средства. На прво место, пожарите треба да ги гасат, односно да се обидат да ги изгаснат оние кои што стопанисуваат со запалената шума или подрачје, во зависност што е запалено, бидејќи не секој пожар на отворено и шумски пожар може да горе нискостеблесто растение, трева и така натаму. Тоа значи дека национални шуми
јавните паркови, националните паркови, кои што исто така стопанисуваат со одреден дел од шумите, но и јавното предпријатие Градски парк во Скопје, кој што исто така има ингеренција врз конкретно шумата водно, каде што сега се наоѓаме. Значи, тие се оние кои што први треба да дадат одговори да се спротивстават на пожарот. Доколку тоа не е доволно, доколку нивните екипи кои што со закон се должни да ги имат, а дали ги имат и во колкав обем ги имат е сосем друго прашање, бидејќи факт е дека овие екипи се недоволни, иако национални шуми се добро организирани, но сепак секогаш недостасуваат луѓе, а недостасува и опрема. Опремата е вториот горлив проблем. Откако ќе бидат исцрпени нивните можности, тие не успева да го совладат пожарот, се вклучуваат територијалните противпожарни единици на локалната самоуправа, оние противпожарни служби кои што ги има секој поголем град, секој поголемо населено место во Македонија. Зборувам значи за професионалните единици. Доколку и тие не се доволни, треба да се вклучат тимови за гасење на пожар од локалната самоуправа, затоа што локалната самоуправа, односно градоначалниците, општините, се должни да имат вакви тимови. Тоа се луѓе кои што не се пожарникари, но кои што треба да имаат таква обука за гасење на пожари, но треба да имат и соодветна опрема. За жал кај нас нивниот број е мал, или немаат соодветна опрема, или немаат соодветна обука. Би ве прашала, велите дека крајно решение би било авионите. Значи ги истрпевме овие други начини на кои што може да се спасиме од еден пожар, макар да и тој мал, нели да не се прошири, меѓутоа кога ќе дојде ситуација да има потреба од овие авиони и хеликоптери, дали тогаш може да се стават во функција? Вие пак отидовте кај авионите. Ние имаме само 2 авиони кои што имат одредени лимитирани способности, затоа што авионите не можат да наполнат секаде вода и количината на вода која што ја собират е значително помала од количината на вода која што ја собират хеликоптерите. Понатаму авионите откако ќе наполнат вода и треба подолго време, значи од местото каде што полнат вода до местото на гасење на пожар можеби ќе треба подолго време отколку на хеликоптерите. Хеликоптерите може да наполнат вода на секоја отворена површина која што е доволно длабока, такви има повеќе во Македонија, ние имаме доста отворени води, вештачки езера, природни езера и други погодни места. Авионите понекогаш биле принудени да полнат на аеродромот буквално од водоводот со црева, а тоа е многу спор начин, додека тие да наполнат, да полетат, авионите направат неколку налети во неколку наврати ќе истурат вода, за тоа време хеликоптерите можеби повеќе кратно ќе истурат значително поголема количина на вода, но и такви какви што се, авионите во овој момент не се функционални затоа што директорот на ДЗС, во чија што надлежност се овие авиони или ер трактори, повеќе од 2 години не се сервисирани и немат дозвола да летат. Јас се надевам дека новиот директор кој што е во ДЗС од пред 5-6 месеци некаде заедно со мене дојден, ќе успее да го одврзе овој јазол, ќе успее да го заврши тендерот и авионите да полетат, но тоа нема да се случи ова лето. Директоре, само уште многу кратко, времето ни истече, има ли во моментов активен пожар никаде? Денес не, во текот на вчерашниот ден имаше остатоци од пожарот во Липково, тој е целосно локализиран, но се уште службите внимават на него за да не дојде до негово расплантување. Ви благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Ја се надевам дека ова лето ќе немаме пожари, односно ќе имаме лето без пожари. Јас се надевам, но не верувам. Да бидеме оптимисти. Ние со овој денешен разговор од падините на Водно и со директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангалов се одјавуваме од линкот кој што е и последен за ова втора сезона на утрински брифинг. Ви благодарам за вниманието, имајте убаво лето.